Почитувани слушатели, добар ден. Јас сум Стефани Денковска, вие сте на фреквенцијата на ЕСИ Радио и денес сакам да ви најавам дека за многу бргу ќе се дружиме во Светло око. Нова емисија во етерот наменета токму за лицата со оштетен вид. Ќе се дружиме, комуницираме и споделуваме содржини кои ќе бидат од помош за лицата со оштетен вид, како и за целосно слепите лица. Ми представува особена чест да бидам на некој начин гласот на лицата со оштетен вид. На оваа фреквенција ќе го слушнете сето она кое што го поминува едно лице со ваков инвалидитет во Македонија. Ќе слушнете на какви пречки наидуваат, како се справуваат со истите, колку и на кој начин државата им помага. Ќе слушнете и дел од програмата на Националниот сојуз на слепи лица, какви активности спроведува сојузот, како и на кој начин се бори и зашто се изборил досега за подобрување на животот на нивните членови. Исто така, ќе имате можност да слушнете позитивни примери во нашето соседство, Европа и светот во решавањето на перипетиите на лицата со оштетен вид. Да се живее како лице со оштетен вид е тежок пат за чекорење. Уште потешко е да се биде лице со оштетен вид во Македонија. Тука ќе бидеме за вас, за да ве сослушаме, како и да се потрудиме да го решиме проблемот со кој се соочувате. Токму затоа, следете го Светло око, кој ќе биде гласник за правата на овие лица. Ќе биде гласник преку кој ќе се зборува гласно и јавно за проблемите со кои се соочуваат овие лица, а за кои постои решение. Само треба волја. Волја од државните органи и институциите. Волја од локалната и централната власт. Доколку имате ваш близок кој има проблеми со видот, споделете ја со него веста дека на ЕСИ Радио стартува еден нов хуман проект наречен Светло око. Во овој момент сакам да ви известам за активностите на Националниот сојуз на слепи лица во Македонија. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, преку својот представник, членот на извршниот одбор, господин Тоши Илиев, во периодот од јуни до август 2022 година, зема учество во регионалната конференција Достоинствено до пристапна здравствена заштита, која се одржа во Република Црна Гора. На конференцијата беа опфатени следните теми: пристапни информации во областа на здравствената заштита, упатствата за користење на лекови, достапност и пристапност на здравствените услуги на жените со инвалидитет, како и искуства на земјите во регионот во областа на здравствената заштита. Представникот на Националниот сојуз на слепи во Република Северна Македонија, господин Тоши Илиев, истакна дека во однос на прашањето за помагалата за слепи лица, во тек се преговори со Министерството за труд и социјална политика, како и Фондот за здравствено осигурување. И изрази искрено очекување дека по разговорите во наредниот период, слепите лица во Република Македонија конечно ќе добијат соодветно решение во однос на ова прашање. И секое слепо лице ќе може да го подобри самостално својот начин на функционирање. Во однос на инфраструктурните бариери, господин Тоши Илиев напомена дека во Република Македонија на одредени места започнато е реконструирање на одредени места, па може да се каже дека движењето е олеснато до одреден степен, но сепак се уште едно слепо лице во нашата држава не може да се чувствува сигурно доколку само излезе од својот дом. Очекувано ги споменуваме и шахот. Во организација на Сдруженијето на слепи лица со оштетен вид во Скопје и шаховски клуб Дамин Гамбит Скопје од 11 до 13 ноември 2022 година во просториите на Националниот сојуз на слепи лица во Република Северна Македонија се одржа традиционалниот меѓународен шаховски турнир за слепи и лица со оштетен вид од Скопје. На отварањето на турнирот наши гости беа господин Саша Богдановиќ, кој што всушност е председател на Шаховската федерација на Македонија, и господин Ѓорѓе Миновски, председател на Шаховски сојуз на град Скопје и директор на шаховска репрезентација. Кај дамите настапија 7 шахистки кои одиграа по бергер систем, а првото место го поделија Сонја Николова од Велес и Олга Ангеловска од Скопје, со освоени 6 поени. На турнирот во машка конкуренција учествуваа 24 надпреварувачи од Македонија, Србија и Бугарија. Првото место го освои Петко Патев од Бугарија со 6,5 поени. Второто место беше Жарко Селковски, а трет заврши Лиман Лимани. Во чест на сеќавање од учениците на шаховската школа на Александар Тодоровски, Цанко Ламјата, легенда на македонскиот шах за слепи лица, беа дополнително наградени најдобрите македонски шахисти.
Изминатиот период во Битола се одржа и екипното државно првенство во шах за слепи на кое првото место го освои ЗСЛ Скопје, второ заврши Тетово, додека третото место го освои екипата на Прилеп. Надпреварувањето се одвиваше во спортски дух и одлична атмосфера. Во организација на спортскиот клуб за слепи и слабовидни лица од Штип се одржа шаховски турнир на кој учествуваа надпреварувачи од целата држава. Првото место го зема Селковски Жарков, втор беше Санде Атанасов од Штип, додека третото место го зема Лазар Трајков од Гевгелија, кој имаше исто број поени со четврто пласираниот Блаже Мишевски од Прилеп, но имаше подобар Бухолц рейтинг. По повод денот на ослободувањето на Неготино се одржа голбол турнир. На овој надпревар во игрите на голбол се надпреваруваа екипите од Кавадарци, Струмица и Неготино, како домаќини. Голболот како игра е негуван и промовиран од Националната спортска федерација на слепи на Република Северна Македонија и во иднина се планираат се повеќе настани и активности од овој тип. Во периодот од 18 октомври до 27 октомври 2022 година во Шпанија, Понтеведра, се одржа младинска размена за лица помеѓу 18 и 30 години на тема Нула отпад, кој што беше дел од програмата Еразмус+. На оваа младинска размена од нашата држава учествуваа секретарот на НССРМ, членови на НССРСМ и нивните асистенти. Учесниците од нашата држава имаа можност да се дружат со млади лица, учесници на проектот од Бугарија, Грција, Франција и Шпанија. Главната тема на проектот беше нула отпад, односно како да се дојде до еден поприроден и помалку загадувачки начин на живот за намалување на отпадот, како на индивидуално, така и на општествено ниво. Исто така би требало да споменеме и официјалната посета на Националниот сојуз на слепи на Словенија во Љубљана, која што се одржа лани во ноември, каде што всушност генералниот секретар на Сојузот на Словенија, господин Штефан Кушар, детално разговараше за понатамошната соработка и споделување на различните искуства од областа на социјалната заштита на слепите лица во Македонија. Средби од ваков тип се од големо значење за развојот и напредокот на Националниот сојуз при размена на прашања, од витално значење се доаѓа и до решавање на проблемите, како и подобрување на животот на секој еден член. Би сакала да ја споменам и меѓународната конференција за соработка на сојузите од регионот, која што се одржа во Загреб, Хрватска, во ноември изминатата година. Низ дружење нашите представници дојдоа до нови идеи за тоа како да го подобриме животот и секојдневието на секој еден член, но и дадовме своји идеи за да се применат во сојузите од регионот. Представниците на сојузот во декември изминатата година одржаа состанок со председателот на Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, на кој конкретно се разговараше за моменталната состојба на слепите лица во државата, како и за изнаоѓање начини и решенија за подобрување на истите. На истиот датум, представниците на Сојузот одржаа и состанок со Фондот за здравствено осигурување, на кој детално се дефинираа начините и чекорите за конкретно изнаоѓање на системското решение за помагалата за слепите лица. Ова беше првото издание на Светло око, како најава за се она што допрева следува. Останете со нас и слушайте ЕСИ Радио.